Студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Обвинителството одреди 30-дневен активен притвор за ВД директорот на комунална хигиена и на управителот на отпад во предпријатието поради сомневање за загрозување на животната средина со отпадот во Скопје. Што е одлучено во кривичниот суд и какви се реакциите во живо, прашувам Тамара Дичевска. Да. Директорот на комунална хигиена Рустеми, како и раководителот на секторот за отпад Аки Сити, добија 30-дневен притвор, кој што го издржуваат во истражниот затвор Шутка. Меѓутоа, новоста е тоа што директорот Рустеми си поднесе оставка од директорската функција во комунална хигиена. Според неговиот адвокат, оставката е од морални причини, односно Рустеми да не влијае врз истрагата, меѓутоа тие пред судот ќе докажат дека тој не е виновен за ситуацијата со сметот во Скопје, туку напротив, тој барал и нови вработувања во комунална хигиена, како и обезбедување на нова механизација, меѓутоа не му било одобрувано од управниот одбор. При излегувањето од судот и Рустеми и Саити, речи се беа таму 7 часа, беа пречекани од присутните пред кривичниот суд со аплауз. Со реакција по оставката, меѓутоа и со реакција се јави градоначалничката Арсовска, која што токму беше и таа која што го назначи Рустеми на директорското место на почетокот на оваа година. Деталите и нивното спроведување од судот, меѓутоа и што изјавија при нивното излегување и спроводот во затворот Шутка, ги гледаме во продолжение. 30 дена притвор добија и директорот на комунална хигиена Сабахадин Рустеми и раководителот на секторот за отпад Аким Сейти. Судија на претходна постапка го прифати предлогот за притвор на обвинителството дека можат да влијат на сведоци или да го повтара делото, односно загрозување на животната средина со отпад за кои се сомничат. Директорот Рустеми си поднесе оставка од морални причини. Според неговиот адвокат, оставката не ја дава зашто се чувствува одговорен за ситуацијата со сметот во Скопје, туку да не влијае врз истрагата. Овата оставка е по советување и координација со нас како бранители. Тоа е чин кој што ќе овозможи непречено водење на истрагата, се со цел да докажеме дека истиот нема никаква поврзаност, а во насока дека нити може да влијае, ниту влијаел и ниту ќе попречи во било какво водење на истрагата. Адвокатот на Рустеми вели дека имаат голем број на докази со кои ќе докажат дека сега веќе поранишниот директор преземал действија за обезбедување потребна механизација, барање поголеми ресурси како и вработување во комунална хигиена, но не му било одобрувано од управниот одбор. При излегувањето од судот, директорот прашан дали се чувствува одговорен за ситуацијата со сметот во Скопје, одговори дека ќе биде исто, додека пак раководителот на секторот за отпад Аки Сейти на присутните пред судот кои ги дочекаа со аплауз, им кажа дека ги сака сите, дури и оние кои не го сакаат. Директорот, дали може би се чувствувате одговорен? Биде чисто. Ме сакам сите, и тие што ме сакат, и тие што не ме сакат. Со реакција се јави и се уште актуелната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска. Во режија на МВР на Мицкоски за приведување на директорот на комунална хигиена, заборавиле на диктаторот да му кажат дека сега нема кој да подпишува во предпријатието, за да можат и со тие неколку камиони што не успеале да ги саботираат, да се собира отпадот, напиша Арсовска на Фејсбук. Директорот Рустеми беше поставен на функцијата од градоначалничката Арсовска на почетокот на годинава. Обвинителството го товари и него и Саити за загрозување на животната средина со отпад, а зависно по кој член се товарат, казната затвор, доколку се утврди дека се виновни, е од 1 до 10 години затвор. Според обвинителството, заедно постапиле спротивно на законот за управување со отпад, со што возможиле во теков на месецот да се создадат мали депонии на јавни и сообраќајни површини, со што предизвикале оштетување на квалитетот на воздухот, почвата и водата, како и здравјето на луѓето. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Дивите депонии, предизвикани од незадоволителното ниво на комунални услуги од страна на операторите, се главен причина за огромната количина пластичен отпад што плови по реката Вардар, велат од Министерството за животна средина. И додека од Министерството бараат од градоначалниците и предпријатијата поголема ажурност за водните текови, полицијата во Тетово веќе трага по виновниците за оваа состојба. Закана за Вардар на Прагот. Стотици шишиња денес каплуваат по водите на Вардар.
Социјалните мрежи се преплавени со загрижувачки снимки кај тетовското село Копанце, на кој се забележува како реката има пластична покривка. Од Сдруженијето млади правници алармираат дека инспекторите мора да излезат на терен и да проценат дали е сторено кривично дело. Колку инспекторите кои ќе излезат на терен затоа што според законот мораат веднаш да излезат на терен, а доколку видат дека постои сомневање за сторено кривично дело, тие сега по службена должност можат да го пријават тоа во јавното обвинителство, или доколку не постои основ за кривично дело, тогаш тие самите да постапат согласно законите. Состојбата со реката и во Скопје не е поразлична. На Пладнена патките друштво во водата им правеа пластичните шишиња. Скопје ни предупредуваат дека отпадот од Копанце ќе стигне и до главниот град. Затоа бараат институциите веднаш да постапат. Надлежни се одговорни за тоа, ние што да кажеме. Штета, жал. Изгледа ужасно и Вардарот е прљав. Мислам дека не доликува на ваков град, посебно Скопје познати по Вардарот и по чаршијата. Очигледно дека народот нема свест. Мислам дека треба построги казни, само така. Прво треба ние самите да се запрашаме како народ, што правиме, бидејќи сегден из државата е полно со ѓубре, полно со отпадоци, така да тоа е сепак човечки фактор. Комуналните предпријатија не си ја вршат работата, затоа е дојдено до оваа состојба, велат од ресорното министерство. Причините за ваквата состојба се должат на незадоволителното ниво на комунални услуги од страна на операторите, особено во руралните средини. Во овие подрачја е евидентирано присуство на помали или поголеми диви депонии на јавни површини, за чија санација и контрола се надлежни единиците на локалната самоуправа и општинските инспекциски служби. И додека од министерството бараат од градоначалниците и предпријатијата поголема ажурност за водните текови, полицајците од Тетово веќе трагаат по виновниците за оваа состојба. СВР Тетово презема соодветни мерки и активности за откривање на сторителите и начинот како е настанато толково количество на пластичен отпад по течението на реката, со што е предизвикано нејзино загадување. По расчистување на случајот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Габриела Лескова, Сител телевизија. 44 општини добија нови градоначалници, а во 33 ќе се оди на втор круг гласање, објави Државната изборна комисија. Државната изборна комисија ги објави конечните резултати по првиот круг гласање по одлуките на Управниот суд и поднесените тужби. Гласањето е конечно завршено во 44 општини, односно таму веќе е избран градоначалник со мнозинство од гласовите. Во сите 80 општини градот Скопје завршено е гласањето и за избор на советници, освен за совет во општина Шуто Ризари. Таму повторно ќе биде спроведено гласање на 3 избирачки места, бидејќи според Управниот суд и Државната изборна комисија, резултатите може да влијаат на конечниот резултат и бројот на советници. Во 44 општини кои се објавени е завршен изборот за градоначалник во првиот изборен круг. Во 33 општини ќе има втор круг на гласање за избор на градоначалник. Објавени се сите општини поединечно и објавени се имињата на кандидатите. За изборите на совет во 79 општини се завршени конечни резултатите за избор на советници и во градот Скопје за советот 80, тоа се конечни резултати. Единствено ќе има повторување на гласањето само за избор на советници во општина Шуто Ризари, само во 3 избирачки места, така што ова повторување на гласањето ќе се одвива на 2 ноември. Во 33 општини каде што граѓаните повторно ќе гласаат за избор на нов градоначалник, коалицијата на ВМРО ДПМН влегува во изборна трка во 26 општини. Коалицијата на СДСМ со 17 кандидати ќе бара поддршка за градоначалничка позиција. Во албанскиот блок, Националната алијанса за интеграција ќе ги одмерува силите во 5 општини. Коалицијата вреди исто така во 5, Движењето Знам во 2 општини, Левица во 1, Искуство за успех во 1 и Унија на роми во 1 општина. Во вториот круг изборната трка ќе ја водат и независни кандидати во 8 општини. Според ДИК, во оние општини каде не беше исполнет цензусот од минимум 1/3 од бројот на избирачи, односно Гостивар, Врапчище, Центар Жупа и Маврово Ростуше, гласањето ќе се одвива во нова изборна постапка по завршување на вториот круг и соопштување на конечните резултати. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.
ВМРО ДПМН вечерва одржа предизборен митинг во Кичево, каде нивниот кандидат Александар Јовановски со голема предност влегува во вториот круг. Председателот на партијата Мицкоски, кандидатот Јовановски, се осврнаа на скандалозните видеа од неморално и криминално однесување напротив кандидатот и актуелен градоначалник Фатмир Дехари од ДУИ. Дали сакате Кичево да биде домакин на блуд, разврат, криминал и уцени? Заборавете на етничката припадност. Сетете се на вашите керки, на вашите внуки, дека некоја од нив може да биде жртва на овој човек. Затоа кога ќе го имате пенкалото во рака, верувајте во вредности, не во басни, не во приказни. Заборавете на нешто што некој ви кажува дека се случило пред 4, 5, 6 децени. Верувајте на оние кои што ви кажуваат што ќе се случува за 4-5 децени од денес. Заборавете на оние романтични приказни што некој ви ги кажува за некое измислено минато кое што никогаш не се случило. Верувајте на иднината која што сите ние заедно, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и останати ќе ја градиме. Сите тие, почувајќи од СДСМ, ЛДП, ЗНАМ, Социјалистичка партија, Левица, имаме и од ДУИ, имаме и од независните, имаме и од ВЛЕН колеги, имаме пријатели кои сакаат да не поддржат, имаме луѓе кои увидела со што се соочуваме. За жал, јас не сакам да споменувам, меѓутоа сите вие сте сведоци на што се изнагледавме изминативе денови. Какви снимки изнаслушавме, какви видовме. Верувајте, пак ќе повторам, не сакам никого да нападнам, меѓутоа ние како граѓани тоа не го заслужуваме. СДСМ докажа како се работи во Лозово, кога сегашниот кандидат менаџирал со општината, вели председателот на партијата Филипче. Подсети дека токму во тие 4 години од 2017 до 2021 били изградени нова општинска зграда Градинка парк. За разлика од тогаш, сегашната власт ја уназади општината. Активност имаше и нивниот кандидат за градоначалник на Крушево, Томе Христоски, кој вети низа проекти. Со актуелниот градоначалник буквално ништо не се случува. Никаква инвестиција, никаква капитална инвестиција, никакво продолжување на близу 50 на проекти кои што во тоа време останаа незавршени. Така да сум прилично сигурен дека граѓаните ќе може да ја почувствуваат разликата, знаат што значи да имаат градоначалник кој работи отворено, транспарентно, која предува општината, кој го прави животот полесен, попријатен и поубав тука, каде што своје место наоѓаат и младите, пензионерите, земјоделците, сите категории на граѓани кои живеат во оваа општина, наспроти ова што сега се случува изминатите 4 години, а тоа е апсолутно ништо. Најмалку во секое населено место најавувам уште по еден капитален проект, горлив проблем на нашите сограѓани. Дали тоа е водоснабдување, реконструкција на училишта, водоводи, канализации, пристапни патишта, сето тоа ќе биде со нас. Ние не се служиме со празни зборови, туку со конкретни проекти и конкретни дела, токму тука од терен. Затоа испраќам од село Јакреново пораката дека ние сме таа коалиција која гради и променува. Навистина Крушево се гради и променува секој ден. 6,7 милиарди евра тежи буџетот за идната година, кој Министерството за финансии ќе му го предложи на собранието. Планот на владата е да потроши околу 150 милиони евра повеќе од оваа година. Се очекуваат приходи од 6,1 милиарда евра, што ќе резултира со буџетски дефицит од околу 600 милиони евра, што е 3,5% од БДП, половина поен помалку од оваа година. До приходите ќе се доаѓа со намалување на сивата економија и поефикасна наплата на даноците, како и силна дисциплина во трошењето и голем рез во несуштинските трошоци. Очекувањата се идната година економијата да порасне за 3,8%, а инфлацијата да се стабилизира на 2,5%. Буџетот за 2026 година ги опфаќа сите клучни политики што ќе се спроведуваат во наредниот период, со јасна цел забрзување на економскиот раст, паралелно со постепена фискална консолидација. Следните вести се во 23 часот, дотогаш останете со програмата на Сител.